прва финална борба во која имаме Аид Салихаси од Македонија и Вајло Тисов од Бугарија. Што може да очекуваме овде? Па, бугарската репрезентација дојде со можеби еден од најдобрите состави моментално. Аид Салихаси е победник на последното државно првенство за сеньори, тој е најдобар за својата категорија и докато доаѓа од боречки клуб Вардар, каде што таму председател Љубиша Пешко и тој ги организира, така прилично во последно време дават добри резултати. Јас очекувам една тврда борба, добра, затоа што познавајќи го и нашиот борач, од бугарскиот нема многу информации, меѓутоа борачи кои се движат и идат од во служба на популаризацијата на борењето. Да, рековме се помала е границата на деца кои се надпреваруваат и така да сакавме да воведеме некој првенство кој ќе биде за дечиња. На последното сениорско европско првенство U23 во Бугарија беше 9-ти нашиот борач, додека бугаринот Ивајло Тисов на европското првенство во Загреб беше 14-ти во категоријата 61 килограм, ова е категорија 57 килограми. Со тоа што тука имаме со 2 килограми толеранција. Значи 57 кои се додат тие два, сега тие се отприлика. И интересно е, тоа е новото правило, кога сега од сабале се мерат. Значи морат и евентуално ако има уште еден борба, утре дента пак мора да бидат со истите килограми, мора да ги држат. За да се избегне тоа намалување на килограми која беше многу евидентно во минатото. Техниката е многу важна, интензитетот исто така. Да, еве многу силна акција. Нашиот борач се одлучи да направи, тоа е еден вид фаќање за врат и за рака, на кравата ние го викаме, прилично успешно, дојде од високо, доби 4 поена, еве таа исто измена која се овозможи и доколку би направил такви две акции, техники, тој ќе биде и победник. Добар старт во секој случај на Аид и мислам дека ќе му даде предност, меѓутоа сепак бугарите се добри, борачи, цврсти, така да мислам дека до крај ќе имаме интересна борба. Да се надеваме дека ќе нема пресврт. 4 поени има нашиот борач. Да. Сега тука на зоната треба да се внимава, еве тука една интересна акција, еве. Интересна. Значи нашиот борач изгуби 2 поена. Да, 4-2. Меѓутоа контрираше, доби 2. Еве сега за она што зборуваме за челендж ситуацијата, значи има реакција од страна на тренерот на Бугарија, да видиме како сега ќе се состанат судиите, ќе ја погледнат уште еднаш борбата, ќе ја видат техниката и дали ќе одлучат така. Во случај да судиите оценат дека била исправна одлуката, тогаш ќе се казни борачот со 1 поен. Да, интересно е затоа што се обидуваме да ги доловиме овие правила, бидејќи борењето го немаме често на програмата и овој турнир е навистина убава можност да се запознаеме и со новитетите во борењето и со она што значи убава. Еве имаме измена, значи сега се даде 4 поена на бугарскиот борач, меѓутоа и 2 поена за македонскиот борач и сега резултатот е 6-4. Значи да, води 6-4. Условно била во право реакцијата на бугарскиот тренер. Значи тоа што го зборувавме дека ќе биде интересна борба и 2 пати по 3 минути траат борбите со 30 секунди пауза, така да ќе биде доста изедначена според она што го видовме на почетокот. Да. Интересно, и двата надпреварувачи направија техники со висока амплитуда. Сега веќе се изедначува борбата 6-6 со предност на бугарскиот борач. Ова е техника која викаме ауфразер и се фаќа противникот за половина и се врти. Прилично ефикасна, една од најможеби застапените техники во борењето. И тука тој што ќе успее да ја има како техника да ја знае или условно да се одбрани и се може да постигне високи резултати. И веќе се менува. Тисов е сега во предност 8-6.
тоа е тоа што велам, тие нови правила, тие нови поени, можност од 4 поена, значи веќе дават простор да биде изедначена. Порано со еден влез се добиваше 1 поен. И ќе треба 4 пати 4 влеза, што е невозможно многу тешко. И затоа, значи, анализите направени и го подобрија тој дел и мислам дека еве так пак во обид. Гледате пак се нашиот борач, еве, ја прави истата акција. Меѓутоа сега бидејќи беше од колена, значи да правиме разлика. Така. Бидејќи беше од колена, доби 2 поена. Претходно беше со висока амплитуда. И сега имаме 8-8, меѓутоа гледате дека имаме предност на нашиот борач. Значи доколку би завршила борбата сега да беше крај, иако 8-8 нашиот има предност затоа што последен освои поен. Или одлично објаснување. Или условно бидејќи има двајцата по 4 поени, доколку едниот има 4 поени, значи поголема акција со поголема одсека, тогаш што има предност. А бидејќи двајцата имат по 4, овој последен освои поени, значи сега тој е во предност. Доколку би останала вака ова. Значи колку сте задоволен од она што Аид го покажа сега до сега? Одлично. Јас го следам така еден период. Направи интересни борби на државното првенство, меѓутоа се работи за борачи кои се познават меѓу себе и работат на ниво на Македонија, да речеме тука клубски и така натаму. Меѓутоа тој е квалитетен борач и гледате дека и конституцијата му е таква да одговара тука. Меѓутоа, значи релативно млад, рековме настапува до да, има 21 година, Аид на кадетското првенство Европско 2019-та во Италија беше 8, што е навистина добар резултат. Одличен резултат, да. Бидејќи сега оно што се случува на светско ниво со условно распадот на Советскиот сојуз е веќе многу се зголеми квалитетот на борењето, така да тие пласмани 8 место до 10 место, условно и до 6 би биле одлични. Да, ова се спортови, борењето особено каде што тешко се доаѓа до медал. Еве сега пак имаме 2 поена. Да видиме. Неусогласена одлука на судиите. Да не бидеме приврзани едни кон други. Ми се чини дека имаше 2 поена, да, за бугарскиот борач. На семафорот официјално се уште 8-8, но ќе има измена, претпоставувам. Еден, да. Еден бод. Да. Победува. Знаете, и тоа е ново правило, доколку излези надвор и значи нема акција, туку само излегување, тогаш е 1 поен. И сега тоа се зборувачки малку податоци за нашите гледачи. За оние кои прв пат се соочуваат практично со следење на борење. Меѓутоа ние ќе повториме денес така да ќе можат тие да сватат, можеби да веќе при крај да доловат што се случува и самите да ги оценуваат техниките колку се. Тука прифатија и двајцата таква една борба, тука многу ризично, тука затоа што во моментов може и еве сега ќе видите дека ако случајно излези, еве сега мислам дека има поен. Да. За тоа зборуваме. Значи, точно. Доколку сега за да ги мотивират борачите да не издигуваат од борилиштето. Да, интенцијата и при нападот условно кажано е да го изнесе надвор од линијата за да добие поен. Да, меѓутоа и да го натера противникот да се врти внатре и да бара борба, а не да бега. Значи, често пати во минатото случај. Што е у принцип добро правило. Одлично. Се добива на атрактивност на борбата. Да. Се доколку, значи тука има и под прашање и такви работи и решенија, доколку преку колено излезе нема поен. Значи ако е на колено се бори. Значи мора се внимава и на деталите. Да. И сега тука судите го ценат, гледат и тие има одлука која не беше правилна, па се ја коригира и тоа е честно од една страна. Меѓутоа тука се Аид мора да внимава, бидејќи неколку пати му се случи ова и треба да се врати внатре. Значи тука да се бори, да не дозволува да мора да го промени гардот. Дозволува малку во моментов да бугарскиот борач да атакува и да го контролира. Тука и сега мислам дека кој е поспремен, еве уште една минута останува, ќе успее. Завршни 60 секунди. Да. Гледате, скоро цело време истиот контакт. Истиот стил. Истиот стил да се држат тука и сега мислам дека бугарскиот борач нема да атакува, ќе држи гледате. За жал тоа што не го посекувавме. Инаку одлично се држеше и мислам дека имаше голема шанса
Добре, и мислам дека тука во овој момент само ќе ја променат одлуката, нема да има 4, тука ќе има 2 поена. Затоа што моје мислење е дека оно што бидејќи падна ниско, немаше некоја висока амплитуда. Ивајло Миленов Тисов има 21 2 поена, година да. и добива сега 2 поени. Значи не 4, туку 2 поена. 12-8 на 37 секунди. Сега, значи, условно би требало нашиот борач ај да направи таква една акција како во почетокот со амплитуда од 4 поена. Меѓутоа сега се испотили, се малку изморени и исцрпени. Сега еве ќе биде интересно до крајот. 15 секунди, 12-10. Сега значи добиваме една неизвестност. Да. Одлична борба. Браво, се доколку и успее да направи. Ке мора да тргне брзо. Тука во реакција. Пасивен е сега, гледате бугарскиот борач. Тактизира. Тука и мислам дека ќе биде опоменат, ама веќе и нема време. Еве завршува борба. Да, за жал. Да, за жал пораз. Пораз на Аид. Беше многу близко. Но видовме добра борба. Одлична борба. Како што му доликува на еден меѓународен турнир македонски бисер, мислам дека прекрасен еден меч. Добар вовет на финалните пресметки. Димков